Ја многу размислував околу она што Исус го каже на крстот и размислете заедно со мене додека разбойниците го ковале Исус, он се моли за нив и вика: Татко, прости, затоа што не знаат што прават. Значи, они не побара да им биде простено, нити пак се извинија, туку Исус им прости. А знаете ли што се случува кога Исус ке побара на некому нешто да му биде простено? Тоа значи дека се квалификувани да во рај. Што малце некако ни ја збркува нашата теологија, заради тоа што ние мислиме, мора да плаче, да се покае, да направи да направи она, па тек тогаш Господ ќе му прости, ќе отиде во рај. А Исус додека го кова, кажа: Господе, простим, затоа што не знаат што прават. Бараше прошка за нив. И они продолжија да го коваат. И на крај го распнаа. Знаете ли зашто е тоа многу важно да го знаеме? Затоа што ние луѓето сакаме правила, сакаме закони, уствари Бог некојаш ќе ги прекрши сите закони и правила заради љубовта. Многу важно. Љубовта ги крши сите правила и закони. Ние да бевме, ќе кажеме, тие луѓе требаше прво да се извинат, требаше да се покајат. И тек тогаш може би Господ ќе им простеше и ќе ги однесеше во рај. И ти може да се расправиш со мене колку сакаш, ама те во Библија. Ти може да си имаш војна во умот колку сакаш, ама те во Библија. Зошто го зборам ова? Исус им прости пред да се покајат, за ние да сватиме дека љубовта е поголема од правилата. Интересно е како некој пат ние сме лути за Божјата добрина. Кога Бог е многу добар кога некој, ние се лутиме. Кажеме: не, Господе, не може така. Ние ќе ти кажеме како. Смешни сме, нели? Библијата вика дека Господ веќе им ги прости на сите нивни гревови. И дека тоа е веќе завршено. Зошто? Затоа што Исус повторно на крст нема да оди. И луѓето тоа треба да го знаат. Исус вика: на оној што му е многу простено, тој многу љуби. Дали така беше? Се сеќавате? А Исус им ги прости на луѓето сите нивни гревови. Минати, сегашни и идни. Буквално сите. И ако луѓето го знаат тоа, повеќе нема да биде ти да им кажуваш они дека треба да го сакаат Господ. Току они само треба да знаат колку Господ нив ги сака. Така да христијанството не се работи за тоа колку ти го сакаш Господ, току се работи за тоа ти да знаеш колку многу тебе те сака. И кога ќе се одмараш во таа вистина, кога си релаксиран, и ти сам ќе се заљубиш во Господ. А ако некој те тера, сакај, тоа не функционира така. Така да ние како црква треба да земеме сосем една друга улога и да го представуваме Божјото срце на начин како што Исус постапи. А како Исус постапи? Прости им, не знаат што прават. Ја не чекам они да ме сакат. Ја ќе им простам, барам од Тебе, Господи, да им простиш. Замислете колку они биле шокирани. Они го коваат, а Исус вика: прости им, не знаат што прават. Зошто ова го зборам? Заради тоа што ние би требало правилно да го презентираме Исус на земјата. Затоа што каков што е Он, такви сме ние на овој свет.
Зашто е најважно од све да ја примеме и да ја даваме Божјата љубов? Заради тоа што Божјата љубов ќе ги исцели нашите срца, ќе ги исцели срцата на луѓето околу нас, ќе не засили нас да живееме како што треба, ќе ги засили другите надвор од нас да живеат како што треба. Значи, љубовта се менува. Што да правиме кога знаеме дека имаме Божја љубов во нас, дека Господ најмногу не сака? Тоа го зборував кога бевме на групата ке Мили Лиде во домот на Ѓоко Ивана. Се што ние можеме да направиме да разбираме. Што треба да разбираме? Дека можеме да ги благословуваме сите околу нас. Може коки да отвориме 1 Петар 3, 8 и 9. Значи, денешната проповед се вика да живееме живот во сила. Знаете, често пати ние сме обесилени ради работите што случуваат околу нас и губиме контрола. Ако некој нешто ни направи, ние стануваме малодушни. Ако некој те навреди, допцуе, те навреди, и најнаш ќе се згрчиш во душата, ќе станеш малодушен, па глава ќе те боли, папче ќе пиеш, па притисок ќе мериш, нели? Нема ти биде убаво, па после ќе бидеш лути на другите околу тебе, пошто ќе имаш немир, зашто некој друг тиквар ти сгрешил на тебе, а наместо го сакаш ти тиквар, ти тикви садиш после. Разбираш? Тикви разбираш. Да гледате реклама? Много јаката. Тикви, има една тиквичка се пева. Видете шо вика? На крајот бидете сите едномислени, сочувствителни, братолюбиви, љубезни и понизни. Не враќайте зло за зло или навреда за навреда, туку напротив, пазете шо вика, значи размислувајте заедно со мене. Вика, благословувајте, бидејќи сте повикани токму за тоа, за да наследите благослов. Значи, ако ви парафризирам, ова значи тоа. Ти си повикан од страна на Бог да бидеш благословен на овој начин, кога некој друг е таколне ти да го благословуваш. И како бумеранг, тебе ќе ти се врати благослов. Така да некои луѓе викаат, зашто ништо не функционира во мојот живот? Затоа што не живееш во љубов. А знаеш зашто не живееш во љубов? Заради тоа што не простуваш. И кога не простуваш, нема никаква сила околу тебе. А пише дека Бог е љубов. И ако сакаме да останеме во Бог, треба да останеме во љубовта. Тоа не значи дека треба дозволи секој да те гази, туку тоа значи дека во срцето ти треба да имаш мир кон тој човек. Тоа не значи дека можеш да бидеш близок со секој. Тоа значи само дека треба му простиш и да имаш мир во душата. Заради тоа што ако имаш немир и неопростување, тоа е исто како да пиеш отров, а да чекаш друг да умре. Че не може така. Значи таа горчина што се создава. Али оно што сакам да кажам дека ако ви треба рецепт како да победите во животот, ова е рецепт. Кога другите ќе ве колнат, вие благословувајте ги. И тогаш Бог ќе рече, он е квалификуван, јас да го благословам него. Зашто го сватите духовен принцип. Нашиот непријател како функционира? Кога некој мене ќе ме навреди, јас ќе бидам лут и ќе бидам во таа меѓузона каде што ништо не се случува во мојот живот. Тоа е пасивна зона. И благословите не се активни во мојот живот. Заради тоа што јас реагирам како да што непријателот планирал со шахмат позиција да ме постави. Али кога некој е лош со мене, го кажам, Господ те благослови, јас те сакам како сакаш биде. Значи не е важно ти како се однесуваш со мене. Важно јас како ќе одлучам да се однесувам со тебе. Луѓето знаеш што викат, какви се другите, биди ти со нив. Тоа измама. Ти биди добар со нив, без разлика они какви се со тебе. И тоа ќе победуваш. И затоа Библијата на место вика, благословајте оние што ве колнат, поздравувајте ги сите, за да бидете деца на Севишниот, зашто он е таков со нив. Значи, кога ќе почнеш да размислуваш како што Бог размислува, ти стануваш дел од неговиот тим. А од неговиот тим или во неговата соба има благослови. А ние сме толку лесно, како да кажам, навредливи или измамени од финтата на светот. Какви се тие, ти такви биди со нив. Баш треба обратно да видим. И сам да ви кажам дека ова е рецепт за успех во животот.
Комшијата не те поздравувал, ти поздравил. Јака фент. Зборев се и викаме, многу ме нервира еден комшија, стално ме поздравува, ја не го поздравувам. Ме живцира изгледа намерно ми го прави. Вика, може и културен човек, не. Гледам уед, не му правам, шо ми правим. Ме нервира намерно, вече ќе го тарам некој пut. Сега ти размислувам. Како и да е, ние да се држиме до оно што Библијата го кажува. И ако Бог не повикал да живееме според тоа, тоа е вистина за нас. Амин. Така да верувам дека вистинска перспектива во животот ќе ни помогне да живееме живот во сила. Исправен фокус. Ако сме благодарни за оно што го имаме во нашите животи, а секојаш е повеќе, значи повеќе имаме него што немаме во животот. Ако почнете запишувате на лист, има повеќе работи што ги имаме него што ги немаме, така? Амин. И за сигаше Ребека кажа пред вторникот за некоја книга во Америка што купила 1000 работи да бидеме благодарни. Така беше? И размислувал за тоа. Значи да напишеш 1000 работи за кои што си благодарен. Па ти секој ден ако почнеш да пишеш по 10, по 20, цел ден ќе ти се смени. Зошто? Зашто ќе огледаш оно што Бог го прави од твојот живот. А ние какви сме? Една работа да не ти чини, се нервираш. Така да тоа е многу важно. Знаете што, кога сме благодарни за работите што Бог ни ги дал, ќе почне да се отварат и оние работи што ги немаме во нашите животи. Ќе почне да се отвара завеса. Затоа Библијата кажува, можеме да го видиме тој стих, многу е добар. Прва Солунците, 5 глава, ајде читаме од 16 до 18 стих. Видите што вика, радувајте се секогаш, молете се постојано и благодарете за се. Зашто тоа е Божја волја за вас во Христос Исус. Знаете, обично млади христијани ќе се обратат во црква и кажат, како можам ја да исполнам Божјата волја? Певете стихови што ти кажа како можеш. Значи ти си Божјо дете, Бог е твој татко и Бог сака да те види да се однесуваш на овој начин. Ако ти се радуваш секој пат, ќе му биде кеф на Господ. Ако се молиш постојано, тоа не значи дека носно треба да идеш некаде зад зид и само да збориш, туку мислите да медитираш и да благодариш, ја би рекол во се, треба да биде преводот, значи не можеш да благодариш за лоша работа, али во сите околности можеш да најдеш нешто добро, што моментално во твојот живот. И тогаш знај дека ќе му бидеш по волја на Господ. Ако одиме наопачки, ако не се радуваме, ако се жалиме, ако зависиме од нашите мисли, се плашиме, а не од оно што Бог ќе направи, тогаш не сме по волја на Господ. Знаете, некојаш е многу едноставно, ама ние си правиме комплицирано. Амин. Ми се си една изрека, некој кажа, кога ќе престанеш да се грижиш, ќе почнеш да победуваш. Многу вистина. Кога ќе престанеме да се грижиме, ќе почнеме да победуваме. И затоа не џабе Библијата вика, не грижете се за ништо. Пази, за ништо вика. Како може човек да не се грижи за ништо? Или зашто ние да не се грижиме за ништо? Шо мислите, зашто?
Бидејќи Бог се грижи за нас, така пишува. Едноставно. Вика, ти немој да се грижиш, затоа што Бог се грижи за тебе. Зошто да се грижиш, кога Он веќе се грижи за тебе? Едно дете, колко и да се замара, оно не може ништо да направи. Ама родителот, ако се грижи за него, тоа е доволно. И така не може да си помогне, само на себе. Ти имаш ли контрола врз твојот живот? Немаш. Некој мислат од нас дека имат, ама нема. Али ние сме Божи деци, Бог се грижи за нас. Така да кога ќе почнеш да престанеш да се грижиш, да се секираш, ќе почнеш да победуваш. Многу важно. Али оно што е најубаво од све, кога зборам дека треба да живееме во Божјата сила, Библијата вика да бидеме силни во Неговата сила, не во нашата. Тоа го пише Ефесјани 6:10. Значи, никогаш Библијата не ти вика ти најди сили, смогни сили и биди силен. Никогаш. Тоа што кажува? Бидете силни во Господ и во силата на Неговата моќ. Значи, ти треба да се замислиш како си скријан во Господ, Он те гушка и те штити. И во Неговата сила ти си силен. Да знаеш дека Бог е насекаде околу тебе, дека најмногу те сака, дека Он е тој што се грижи за тебе. И кога ќе бидеш надвор од тој притисок дека ти треба нешто да правиш, или ти со твои сили да бидеш угоден на Господ, тогаш ќе можеш се да направиш. Затоа што ќе користиш Неговата сила и Неговата љубов за тебе. И во таа безгрижност ти ќе функционираш. Ако се грижиш, не можеш да функционираш. Така да Библијата вика да бидеме силни во Господ и во силата на Неговата моќ. Не е тоа добра вест? Може аплауз за Господ. Тоа секојаш функционира. Ако кажеш за Кок или за Николче, кој за каков аплауз имаш? Втора Коринтијани 4:7. Пишува, ненамидливото величие на мојста да биде од Бог, а не од нас. И самиот Павле, видите колку бил зависен од Бог. И сватил дека се што има, целата сила што ја поседува, дека не е од него, дека навистина од Бог доаѓа. И кога ќе сватиш тоа откровение, ти ќе се одмараш. Ако не христијанството, може да биде многу, многу тешко. Ајде идем уште некои стихови, ако запишувате. 1 Коринтијани 2, 4-5. Знаете, некој пат ние кога размислуваме за апостолите, ги мислиме дека се вау, нели? Они биле вау, да. Ама сакам да кажам дека имале, не сакам да кажам славости, али зависеле на вистина многу од Бог и од Божјата сила. И видите што вика Павле за него. Мојата порака и мојата проповед не се состоја во убедливи зборови на мудроста. Знаете што сака да каже тука Павле? Мене не ме биваше за добар проповедник. Тоа сака да каже Павле. Кажи, како бе Павле не те биваше? Па не знаев многу да ги убедам луѓето со зборови јас. Али заради тоа Светиот беше со мене и правеше чуда и знаци. Та вашата вера да не почива врз човечка мудрост, туку врз Божја сила. Денеска ние имаме разни теолошки школи, луѓето да, нели да учат да се добри проповедници, али според овој стих џаби учат све. Заради тоа што на црква ти треба Божјата сила, а не Божјата мудрост како да проповедам. Нели? Да ги скина дипломи. Направам некој бели.
Александар каже така. Бегајте. 1 Коринтијани 4:20. Зашто Божјото царство не се состои во зборови, туку во сила. Амин. Ние ќе се молиме на крајот службова, сите што имате болести, Господ да ги исцели. Амин. Така да спремете се дека Господ ќе го направи тоа за вас. Бог е секогаш присутен со нас и на посебен начин ќе се манифестира, заради тоа што не сака и неговата сила е присутна тук. Така нема си одите, заради тоа што Бог ќе исцелува луѓе и ќе ви исцели вас. Амин. Амин. Бог никогаш не повикал да живееме според правила и закони. Туку Бог не повикал да го живееме сонот кој што го ставил внатре во нас. А сите ви имате некој сон, некој желба. Знаете, кој ќе размислите на вашите животи и оно што ви дава животворна сила да се радувате и да го живеете животот, тој од Бог стајано во вас. Религијата сака да го потисне, да каже, не. Тие мисли не се од Господ, ти гледај тамо нешто друго прави. Али Бог не те повикал да живееш според закони и правила, туку живееш според љубов и според Божиот сон и желби што Он го ставил внатре во тебе. И Господ сака да ги оствариш. И тоа животот е убав. И затоа Исус кажал, дојдов да им дадам живот и тоа живот во изобилие. Многу важно. Слава на Господ. Амин. Колку некојаш промашуваме, Ефесијани 3 глава, 20 и 21 стих. Видите што викам, ова многу пати сме го читали, али убаво е повторно се подсетиме. А на оној се мисли на Бог со големи букви, нели? А на оној кој може да направи неспоредливо повеќе, пазете што вика, неспоредливо повеќе, отколку што можеме да бараме или замислиме. Ние поише бараме или замислуваме во животот. Поише се молиме, така? Тикви така. А на религиозните, ние поише си се молиме, ајде бе. Поише размислуваш него што се молиш. Мене не може да ме фарбаш. Така да поише размислуваш него што се молиш. Зошто го пишува? За ни каже колку се важни мислите. Така да ако замислуваш, ако му го дадеш умот на Бог, тогаш Он ќе направи многу повеќе од тоа што можеш да го замислиш или побараш од него. Што значува? Тоа значи дека веќе работите не зависат од Бог. Луѓето мислат, што сака Господ ќе ми даде. Ајде бе. Значи ти го кривиш Господ, така? Ако е така, за сите лоши работи Господ е крив. Не е така. Ама ја се молам на Господ, понако сака, ајде бе. Не пишува така. Пишува дека Господ тебе ќе ти даде зависно до оно што го бараш или замислуваш. Така да ако ти се согласиш со него, ти тој ќе го имаш. Ако не се согласиш, Господ ти да сака да ти го даде, не може. Зашто ти го блокираш. Во позадина викаш валцер ли да играш ли? Нели? Пирошки стигаат, валцер. Така подсеќа. Не, добре. Го успива или добре? Ева, Андре спие. Зошто го зборувам ова? Заради тоа што може пак Ефесија некој завршкоки. Оно што ние треба да направиме да ги запишеме пророштвата и соновите што ги имате од Бог. И да гледаме како се остваруваат.
Некој пат некои работи нема да се остварат и се прашуваш, дали били од Господ ови работи, може би претерувам. Али Библијата не охрабрува да ги запишеме тие работи. Запишете ги, читајте ги. Еден кажа, ја памтам Александар. Кажав, тикви памтиш, многу тикви зборам денес. Не можеш ти да памтиш, значи треба да си запишеш, така? Ја би рекол, читајте ги секој ден пророштвото што ги имате, некој ви пророкувал, Господ вас ви зборувал, заради тоа што пророштвото ќе се манифестира. Тој е Божи начин. Видиме у Авакум што вика 2 глава, многу интересно. Авакум у Стар Завет. Ова Коки или знаел, или пророкува. Што ќе кажам пред професор? Пред да кажам бам-бам. Видите што вика, ќе застанам на стража, ќе се качам на кулата за да наблюдувам, за да разберам што ќе ми каже тој, се мисли на Господ, и што ќе ми одговори на моите поплаки. Пазете, он се жалел. Дали сме ние такви некој пат? Нели бе Господе, ова не функционира у мојот живот? Нели бе Господе, ова не функционира? Нели гледаш тешко е многу? Па не е баш така ова. И пазете како Господ му одговара на неговите поплаки. Запиши го видението и одбележи го на плочи јасно. Запиши си ги пророштвата и желбите што Господ ги ставил во твоето срце. И нека ти бидат јасни. Сега на плочи да не пишуваш, меши на хартија, нели? Та оној што ќе чита, да може да го прочита. А првенствено, ти треба си го прочиташ, првенствено тебе треба да ти биде јасно. За ако ќе те прашам што Господ има за твојот живот, ти да не кажеш, чекај да ми текне, туку тоа треба да живее цело време во твојот живот. Треба да се будиш со тоа, треба да живееш со тоа, треба да легнуваш со тоа. И треба да се замислиш дека си таков според пророштвото што Бог ти ги кажал. Ти си тоа, не е оно што ти се дешава, туку оно што Бог ти го кажал, тоа се ти. Амин. Слава на Господ. Ај аплауз за Исус. И сега некој ќе каже, да, Александар, ама тоа го немам во мојот живот. Се уште, така е. Зашто видението се однесува на определено време. Тоа зборува за понатаму. Сега тука му кажа за свршетокот, ама вика нема да излаже. Значи, ако Бог ти ветил нешто, нема да ти излаже. Ако Бог ти кажал пророштото, ќе се исполни. Дали тебе ти е јасно тоа, за тоа се работи? Дали ти живееш во твоето срце како нешто живо, органско, да е постојано во теби да мрда? Или некаде си го потиснал и почва да умира? Тебе треба ти биде првенствено јасно, зашто тоа нема да излажи, тоа ќе дојде. Дури ако се забави според тебе, чекај го, зашто ќе надојде и нема да забави на крај. Нема да забави во Божјо време, ќе се исполни тоа што Бог ти го рекол. Амин. Многу важно. Така да гледајки се себе си, дали ти имаш сила да живееш христијански живот? Имаш или немаш? Тие што ќутите, кој знае што мислите? Тројца каже имам. Касно е веќе, се сакаш збори. Прашањето е зашто немаш? Зашто немаш волја? Дали е заради тоа што ти мислиш со сила нешто, треба да му угодиш на Господ и си ја промашил поентата дека Бог те створил за нешто и тоа ти треба да го живееш. Она што ти го сакаш, тоа треба да го имаш. Или религијата нешто друго ти кажало. Сети се на пророштвата, сети се на желбите, што Бог ги стела твојот живот. Почни да ги пишуваш уште вечерва. Кажи му слава ти Господе за ова. Затоа што Господ планира ти ги даде. Зашто не може да лаже. Во Јов 22-28 ќе видиме, тука немам Стар Завет, ама колки 28.
Ке наумиш нешто и тоа ќе се исполни, на твоите патишта ќе свети светлина. Значи, во англискиот превод пише ќе декларираш, она што ќе го декларираш, што ќе го исповедаш на глас, тоа и ќе се исполни. Гледате, помалце гледате телевизија секој ден, побаво зимете ги пророштвата, читате ги и кажете ги, ова што Бог ми го кажал, и читате ги на глас, тоа ќе се исполни. И ќе биете благодарни на ден, и ќе плескате поише. Така ќе биде. Читате ги секој ден. Немајте многу турски серии да гледате, аман. Тоа поише за жените, си губите времето. Мислам, како сакате, никој не ви брани, ама. Убаво да си ги читате секој ден, ако треба предлегнување, сакате за ручек, сакате од сабајле, кафе кој ќе пиете. Значи, што и да правите, најдете си ден, каде што ќе ги декларирате пророштата, кажете, фала ти Господе за ова, што ми го кажа, знам дека ова ќе даде мојот живот. И фала ти што ти не ме повика да живам според правила и закони, туку ме повика да живам преку љубовта твоја и навистина сакаш да ми ги дадеш моите желби и сонови ќе се исполнат. И кога ќе кажете тоа на глас, нема да има сила што ќе го спречи тоа се оствари вашите животи. Зашто на Бог му треба семе, а семето е вашето уста. И она што он го ветил не може да излажи. Ти можеш да го сопреш ако тебе не ти е јасно тоа и да изгубиш вера. Ти можеш да го одложиш се дека верата не почне на вистина да произведува сила преку тебе, преку декларацијата. Али Библијата вика, како ти ќе почнеш да го зборуваш, тоа ќе се исполни. И ќе има светлина. Нема да има темници. Ке читаме уште еден стих, 1 Тимотеј 1 глава, 18-19 стих. Тимотеј и Тит биле духовни деца на Павле, он ги охрабрува со овие зборови. И на Тимотеј му вика вака, оваа заповед ти ја предавам, чедо Тимоте, според поранешните пророштва за тебе, за преку нив да ја војуваш добрата битка. И мајки вера и добра совест, кои некои ги отфрлија и претрпеа бродолом во верата. Ако на Тимотеј му требале пророштвата за да војува добрата битка на верата, што мислиш, тебе не ти треба? Ти мислиш ќе победиш преку филозофии, преку закон, преку правила, или ќе победиш преку пророштвата што Бог ти ги дал? Интересно 19 стих вика, преку пророштвата ќе имаш и вера и добра совест, кои некои што ги отфрлија пророштвата, претрпеа бродолом во верата. Веќе не знам што Бог има за нив, веќе изгубиле вера дека Бог е добар, веќе изгубиле вера дека Бог ги исполни нивните молитви, престанале да сонуваат големо, заради тоа што почнале да гледат многу турски серии, или вести, политика, почнале се гледа премногу ситно, дека они се некои мали, недостојни за Божија повик. Зошто? Затоа што заборавиле што Бог им кажа. Изгубиле вера, изгубиле добра совест, веќе ги отфрлија пророштвата и претрпеа бродолом во верата. Али слава му на Господ, ние ги веруваме пророштвата дека се вистина за нас. Амин. Амин. И што ќе правиме со нив? Ќе ги запишеме, ќе ги декларираме и ќе чекаме како се манифестира во нашите животи.